Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Книгата со афоризми од Мој агол е 12-тото дело на Симеон Златев Моне, сопственикот на најмалиот етнолошки музеј во светот. Намалување на бројот на заразени хоспитализирани во споредба со минатата недела. Питачењето е прекршок, потсетуваат од СВР Тетово. Ќе се превземаат превентивни мерки за справување со ваквата појава. Книга со афоризми од Мој агол е 12-тото дело на Симеон Златев Моне, сопственикот на најмалиот етнолошки музеј во светот, издадена по повод 100 годишниот јубилеј на Сдруженијето за култура и уметност или Антески смок од Тетово. Минатата година авторот одбележа 30 години од формирањето на музеот, кој се наоѓа во Тетовско џепчиште на само 7,2 метри квадратни и содржи над 2000 експонати. Ова е 12-та книга која носи наслов од Мој агол. Тоа се афоризми, околу 170 афоризми, кои ги поделив у 3 дела. Општи дел, етнолошки, да го запазам имиджот на музеот, и за животните, ова афоризми за животните, анимални, што би рекле. Па сега можем да ви прочитам во некој дел од овој Мој агол. Вика, оваа книга се чита меѓу редови, за да биде се во ред. Се роди во Македонија, живее во Северна Македонија, а умираше за Македонија. Многу сакаше да чита. На крајот го прочита. Вториот дел етнолошки, да прочитам некои од нив. Миразот кај момите вечност прескажувал. Леп подвршник брзо завршувал. И третиот дел, анималните. Еве се слуша, кучето додека лае не каса. Низ законите пливаше како риба. Што најмногу ве инспирира кога ги пишувате овие афоризми? Па, да ви кажам, прво дел на етнологијата. Овој музеј е на некој начин складиште на идеи. И тука кој ќе влезам, составам не само афоризми, него и разни приказни кои се реални за македонецот. Кога не пречекавте, ве прашав што има ново во музеот, ми рековте се е старо. Музеот постои веќе нели долги години тука во Тетовско џепчиште, да ни кажете колку предмети има во него и кој е најстариот предмет? Да ви кажам, значи ова година славам 31 година од постоење на музеот, што ви рекол официјално, а инако во моето срце е повише него мојот живот. Тука има, ако ви кажам 2000 експонати, ќе ви излажам, дека не можем да ги избројам. Тука имам не само етнолошки предмети, тука имам и 10.000 значки. Еве тука камерата може да види, еве 2 паноа на значки. Имам разгледници, имам монети, банкноти, картофилија. Што да ви кажам, музеј за се што и за секого. Колку посетители до сега имало? Да ви кажам, оваа година вие се први, инако околу 50.000 посетители од целиот свет. Тука доаѓале амбасадори, председатели, команданти на армии, здруженија, друштва. Што да ви кажам? Какви се нивните впечатоци кога ќе дојдат, кога ќе ги видат овие експонати? Сега, што подалеку се од Македонија,
они повеќе се возбудуваат и тоа може да се види у двете книги за пешатоци, кои што ги имам. Навистина нови ги почитуваат нашите македонски предмети, а и да ви кажам и нашите луѓе. Да ви кажам, имам донатори, повише архитекти. Вика, јас сум архитекта, они ми доставиле, рачунаа, вика, овие предмети што ти ги даваме, ќе ги продуши животот на нашите сеќавања. Тука има предмети од Благоја Дејше, Пожаренче, бакарни предмети. Има од Абдораман Паша Тетовски, од неговиот внук, од Никола Карев, неговиот внук. Значи има и од видни личности, а некои се и непознати. Отворен е музеот за секого, затоа повеќе луѓе, односно двајца дипломиране на музеот на УКИМ, една магистрираше во Виена на музеот, а еден користеше за докторат делови на предмети од музеот. Значи музеот ја постигна навистина голем зенит на напредок, представувајќи ја Македонија и наследството наше етнолошко на еден необичен начин. Намалување на бројот на заразени и хоспитализирани. Доминира сојот Омикрон стелт, се вели во најновиот извештај на Институтот за јавно здравје. Инаку најголем дел од регистрираните случаи се од главниот град. Неделниот извештај на Институтот за јавно здравје за периодот од 21 до 27 март покажува намалување на бројот на заразени и хоспитализирани од COVID-19. Тестирани се вкупно 16.074 материјали, а регистрирани се 1696 нови позитивни случаи, што е за 7,5% помалку во однос на претходната седмица. Процентот на позитивност се движи од 4% до 14,3% или просечно 10%. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје, а највисока неделна инциденца е регистрирана во Кавадарци и Скопје. Регистрирани се заболени лица во сите возрастни групи, а најзастапени се лица над 60 години, а најмал бројот кај возрастната група од 0 до 9 години. Со статус оздравени се стекнале 1738 лица во хоспитализирани услови или на домашно лекување, 1,7% помалку во споредба со претходната недела. Пријавени се 268 реинфекции со намалување од 13,3%. Евидентирани се 17 смртни случаи, што е за 13,3% повеќе во однос на претходната недела. Најголем дел од нив се од Скопје. Во однос на возраста, 16 починати се над 60 години, а еден од возрастната група од 50 до 59 години. Во 90% од испитуваните примероци е докажана BA.2 сублинијата на Омикрон, позната уште и како стелт. Според извештаите од болниците, моментално се хоспитализирани 82 лица, или 24,8% помалку во споредба со претходната недела, од кои 33 се на кислородна поддршка, а еден на инвазивна механичка вентилација. Заклучно со 24 март вакцинирани се вкупно 872.652 лица со барем една доза на вакцина против COVID во државата и странство. Комплетно вакцинирани со 2 дози се 852.855 лица, а со трета доза 152.109 лица. Во тек е караванот за промоција на вакцината против коронавирусот, што го организираат Министерството за здравство со поддршка од Светската здравствена организација, УСАИД и УНИЦЕФ. Советот на општина Брвеница ја одржа 6-та седница, а дневниот ред броеше 14 точки. Се одржа 6-та седница на Советот на општина Брвеница. За работата на Советот беа предвидени вкупно 14 точки. Советот ја усвои точката за корекција на буџетскиот календар за 2022 година, а во останатите точки се вбројуваа разгледувањето и усвојувањето на завршната сметка на буџетот на општината за минатата година. Остатокот од точките на дневниот ред се однесуваа на усвојување извештаи за образовни институции, меѓу кои детската градинка Сонце
се диели Основното училиште 7 Марси од Челопек, како и Основното училиште Гоце Делчев од село Стенче. Беше предложена и одлука за потпишување на меморандум за соработка на општината со Институтот за лидерство и јавни политики, како и точка со која се одлучува да се донира финансиска помош во однос на опожарена куќа во село Теново. Народниот правобранител Насер Зибери одржа пресконференција на која информираше за најчестите представки на граѓаните и даде своји препораки во таа насока. Во извештајната 2021 година, институцијата Народен правобранител постапуваше по 3075 предмети, односно представки. И тоа 2686 примени заведени во текот на 2021 и 389 пренесени од претходната 2020 година. Најголемиот број на примени и заведени представки се однесуваа на заштита на правата во област на правосудството. И тоа е една пракса која се провлекува со години на назад. Тој број изнесува 436, односно 16,23% од вкупниот број на представки доставени до институцијата на Народен правобранител. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Ноќеска околу 1 часот и 35 минути на улица Борче Јовановски во Гостивар, полициски службеници привеле 34 годишен гостиварец кој се однесувал агресивно додека преземале службени действија од областа на безбедноста во сообраќајот. По целосно расчистување и документирање на случајот, на лицето ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Полициски службеници вчера околу 14 часот и 15 минути лишиле од слобода 51 годишен гостиварец, кој претходно бил пријавен од неговиот 52 годишен брат, дека во станот во кој живееле физички го нападнал, при што употребил и дрвен предмет. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот. 22 годишен жител од Неготино Полошко вчера во 18 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека неговиот 29 годишен соселанец пред околу 2 месеца му продал златен накид, за кој подоцна утврдил дека е измамен и дека станува збор за бижутерија. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 23 годишна тетовка вчера во 3 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавила дека околу 2 часот на улица ЈНА во Тетово физички била нападната од 33 годишникот Тетовска Барвеница, со кого била во љубовна врска. Се расчистува и документира и овој случај. Полициски службеници пак денеска околу 11 часот и 30 минути на улица Мурат Бафтијари во Тетово лишиле од слобода 48 годишен тетовец. При претрес извршен во неговиот дом и помошни простории со судска наредба биле пронајдени 13 кеси со марихуана со вкупна тежина од околу 1 килограм и 3 кесички со остатоци од бела прашкаста материја. Тој е задржан во полициската станица Тетово и ќе му биде изготвен поднесок по член 215 од Кривичниот законник. Питачењето е прекршок, подсетуваат од СВР Тетово. Од таму информираат наредниот период ќе се реализираат превентивни и други мерки за справување со ваквата појава. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно со потсетување и апел до граѓаните од регионот и пошироко, дека питачењето како општествено девијантна појава е спротивно на Законот за прекршоци против јавниот ред и мир и дека за ваков вид прекршок, согласно член 24 од овој закон, предвидена е парична глоба од 15 до 50 евра во денарска противредност. На родителите или старателите кои непосредно ќе ги инволвираат своите деца во питачење или на каков друг било начин ќе ги запуштат и малтретираат, им се заканува кривична одговорност и ќе можат да се соочат со затворска казна од најмалку 5 години до најмногу 10 години, согласно член 201 од Кривичниот законник, зависно од околностите и крајните последици. Секторот за внатрешни работи Тетово во непосредна координација со социјалните и други институции на подрачјето во наредниот период ќе иницира и ќе реализира превентивни и други мерки за справување со питачењето, во рамките на кои покрај другото ќе се санкционираат сите оние кои се инволвирани во ваквата појава.
Почитувани гледачи, тука е крајот на ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!